Розита Јакимовска-Јордановска е еден од првите четворица магистранти на Технолошко-техничкиот факултет. Магистрира на програмата нутриционизам, иако веќе 30 години работи како лекар-специјалист по школска медицина во превентивната служба во Прилеп. Желбата за доедукација, вели, дошла како резултат на потребата да се помогне на се поголемиот број деца со прекумерна телесна тежина кои доаѓаат на преглед. Тоа ми даде идеја дека треба нешто да се превземи за овие деца, затоа што иднината ние сите знаеме дека е на децата. И јас ја чекав првата прилика да се отвори нешто како ова што се отвори, мислам, нутриционизмот за здрава исхрана, за јас да се запишам и да можам на свој начин да им помогнам на овие деца со моите совети, бидејќи 30 години не е малку период, барем кога ќе заминам во пензија, да знам дека нешто сум направила мој бенефит за сета моја работа. На Технолошко-техничкиот факултет денеска покрај првата генерација магистранти беа промовирани и 53 студенти кои дипломираа на една од насоките прехранбена технологија и биотехнологија и нутриционизам. Според деканката на факултетот, се поголем е бројот на млади луѓе кои имаат желба да ги изучуваат наставните програми на еден од двата смерови на факултетот. Сите тие сметаа се неопходни на пазарот на трудот и со своите знаења ќе придонесат за квалитетот и безбедноста на храната што се произведува. Нашите статистики, нашите истражувања покажуваат дека итекако им се потребни, бидејќи не се само за контрола на квалитет на храна, туку и за развој на нов производ, а особено пак насоката нутриционизам е потребна и за формирање на мени во градинки, во старски домови, во различни установи здравствени, бидејќи се третира пациентот поединечно. Бидејќи знаеме дека следат промени во текот на самото средно образование, дека ќе има таа дуелна програма во која што ќе се остварува поголема пракса, очекуваме одредени промени од Министерство за образование и во високото образование. Во рамки на доделувањето на дипломите, факултетот организираше и средба на своите студенти со представници на компаниите каде тие реализираат практична настава. Денешниот настан, меѓу другото, е и дел од низата за одбележување на 1100 годишнината од упокојувањето на Климент Охридски, патронот на високообразовната институција.